Ова е НИП Нова Македонија, каде што на 1 март 1988 година бев примен како новинар во дневниот вестник Нова Македонија. Редакцијата беше на втори кат. Поминавме еден мал милион тестови, почнувајќи од обичниот тест на интелигенција, преку селекција и така натаму и така натаму. Ова беше дом на печат. Кога влегуваш, кога тие години, крајот на 80-тите години, почетокот на 90-тите години, се влегуваше во домот на печатот, едноставно нозите ти се тресеа. Не можеше да влезеш во домот на печатот, не знам, во најмала рака несоодветно подготвен и несоодветно облечен. Беше една истина институција, која ја креираше, да кажам, политиката, живењето на државата, ги креираше односите. Од домот на печатот ќе произлееше дали Вардар играл добро или не играл добро. Не знам, против Слобода Тузла. Бидејќи секогаш имаше новинар на Нова Македонија на тие надпревари на Вардар. Добар ден, среќен ден. Еве не со нова продукција на старата емисија Пета димензија во спортот, со една новинарска приказна од новинар приправник до коментатор, која почнува и датира некаде од минатиот век или поточно од 1 март 1988 година, кога бев примен како новинар приправник во дневниот вестник Нова Македонија, во рамките на тогашниот новинарски гигант, новинско-издавачко предпријатие Нова Македонија, односно популарно наречениот дом на печат. Јубилеот 35 години од почетокот на новинарството, кое на почетокот единствено се разликуваше од спортското новинарство, кога по инерција сите млади новинари примени во домот на печатот мора да бидат, да кажам, во една новинарска лабораторија, да го поминат тој циклус приправнички. Целокупниот подоснежен стаж, вклучувајќи го до 1 март 2023 година, го вклучува исклучиво спортското новинарство. Значи, поминавме еден навистина интересен циклус тие години, некаде крајот на 90-тите години, кога се уште живеевме и обстојувавме во еден поинаков систем. Имаше отворен конкурс за прием на млади новинари во Нова Македонија, каде што се пријавија можеби 200 до 250 кандидати на тој отворен конкурс од различни профили. Единствен услов беше да се поседува високо образование. Филтрите и селекцијата навистина беа ригорозни и малку ќе треба и подолго време сето тоа да се објасни, а не е ни нужно. Меѓутоа, во целата таа селекција, во целата таа борба да се влезе во домот на печатот во дневниот вестник Нова Македонија, останавме 18 кандидати, кои под менторство на Верољуп Андоновски, еден новинарски бард доајен во тие години, го поминавме тој приправнички стаж. Интересно беше што во тогашниот состав на Нова Македонија се уште функционираше една поголема комисија која беше задолжена, нели, за верификација на тие тестови, да кажем, од кој првиот, тоа е многу интересно, имавме тест, обичен тест на интелигенција во големата сала на НИП Нова Македонија на 4-ти кап, па тестови од пишување, тестови од читање, од општо познавање и така натаму. И една од најважните тестови беше слободната тема. Зошто ово го кажувам? Ќе се надобрзам сега во продолжение на оваа емисија. Значи, го поминав тој стаж и влегов во скопската рубрика на Нова Македонија, во така популарната градска рубрика. Меѓутоа, на тоа претходеше една, условно кажано, професионална вербална расправија со тогашните членови на комисијата за примање на млади новинари приправници, каде што дословно ми беше речено дека морам да го поминам тој приправнички стаж и да пишувам во градската рубрика, каде што уредник беше Жанета Скерлев, познато новинарско име, сега исто така активен новинар,
кој пишува своји колумни и кој веќе долго време живее на британскиот остров во Лондон. Тука беа еминентни имија Ерол Ризаов, Ѓорѓе Јановски, Ѓорѓе Барбаровски, Невенка Митревска, една плејада на асови, Мирча Адамчевски. Меѓутоа, целото тоа беше под покровителство на тогашниот главен одговорен уредник на Нова Македонија Панде Колемишевски, кој подоцна стана генерален директор. Кога се разви таа борба, како сето тоа да обстои, како да бидам примен како новинар и да пишувам за економија како дипломиран економист, дословци имаше на вербална расправија каде што им реков дека како поранешен фудбалер на Штипска врегалница, каде што ги поминав, патем речено, by the way, сите селекции стигнувајќи до првиот тим, па играјќи за локалните второлигаши, тртолигаши, фудбалски клуб Астиво, Три чешми и една прекрасна кариера, повеќе на другарска база во фудбалски клуб Кежовица, кој тогаш играше во третата фудбалска лига, многу јака. Реков, другари, тогаш така се ослобуваме, или ќе продолжам да пишувам за фудбал за тоа сум дојден, или ќе се вратам назад во мојот роден Штип и нема ништо од мојот новинарски почеток. Тука настана еден мал професионален конфликт, каде што бев предупреден дека тоа не оди така и дека најверојатно целата оваа работа ќе пропадне, односно нема да влезем. Сега правиме на дигресија. Своите прсти ги замеше генералниот директор Панде Колемишевски, кој ме повика на разговор и дословно ме праша: ти си примен за новинар, ќе пишуваш во градска рубрика, ако сакаш да пишуваш за спорт или за фудбал, како што ти велиш, бидејќи јас така сакам, тогаш ќе работи сабота и недела исклучиво за спортска рубрика. Така и стана, така и продолжи мојата кариера, каде што дословно едно 6 месеци, некаде од 1 март 1988 година, па до календарската крајот на календарската 88, почетокот на 89 година, буквално работе по 7 денови во неделата и по цел месец, пополнувајќи ги страниците и на градската рубрика и на сето оно што се вика спортска рубрика. За да се подсетиме зошто се тоа го кажувам, ова е поврзано со петата димензија во спортот, со нашата идеја како ќе ја тераме оваа емисија во наша продукција, во продукција на Скок, неделниот спортски магазин, кој што е наш собствен бренд, купен од Нова Македонија и заштитен од Заводот за индустријска собственост. И ќе има неколку сегменти од целата таа новинарска кариера. Она што останува забележано во тие први години пред преминот во неделниот спортски магазин Скок, некаде 28 август 1991 година, има три сегменти кои чувствувам обврска да ги споделам, за да видиме како функционирало тогаш новинарството, односно како се развивало и што де факто значило да бидеш новинар крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години, кога немаше нити интернет, нити мобилни телефони, нити некои Windows-и, нити скенери, нити не знам што, мобилни телефони и така натаму и така натаму. Првиот сегмент е поврзан со мојот предправнички стаж во спортската рубрика на Нова Македонија, кога генерален директор беше Панде Колемишевски. Бидејќи бев млад и надежен, имаат довера во мене, овие поискусните волци ме оставија на вечер да дежурам и се играше еден надпревар од тогашната прва англиска лига. Ми се чини не беше премиер, беше прва англиска лига. Ливерпул со Нотингем Форест. Ливерпул го добива на прва 3:1, мене ми беше оставена задачата да го уфрлам единствено насловот и стрелците на головите, а долу во печатница ме чекаше еден стар волк, Ѓуро се викаше, мајстор на својот занает, а печатницата на Нова Македонија се уште функционираше со олово. Се вадеа ловните букви од оловните плочи со пинцети и се редеа. Цела печатница ја чека спортската рубрика, резултатот Ливерпул Нотингем Форест, доаѓам јас приправник, некој пилиштар со долга бушева коса, со некој акцент од Источна Македонија, настанува Пеко во печатницата. Тебе ли те чекаме, кого чекаме, ти реков, ми рече, не си се заврши работа, си одам јас дома. Утредента, рано са вајна во спортска рубрика, подпрен на едно столче финомен. Коње поимаше тоа што во тоа време. Некаде пред 8 часот рано
чукнал на вратата генералниот директор Панде Колемишевски, ме поздравува. Мијалчо, добро утро директоре, како сте? Добро директоре. Како синоќа Ливерпул? Директоре игра ги сгази Nottingham Forest 3-1 победија. Не велам дека е така, ми одговора директор, вели Ливерпул изгуби 3-1. Ама директоре, јас седев, дежурен, ме оставија тука Мицко и другите, го уфрлев резултатот во печатница, го затворивме весникот, потпишав. Мијалчо, ја не знам ти што си работел, ќе видиме сега на колегиум. Утро во нашиот весник во Нова Македонија се информира дека Ливерпул изгубил 1-3, не победил. Ние затвори вратата и си отиде на колегиум. Јас трчам до купот весници, ја вртам пред последната страна на спортската рубрика, гледам насловот обратно ставен, Ливерпул Nottingham Forest 1-3. Тоа беше првото новинарско искуство и дежурство, кога добивме по 10% помалку од тие примања што ги имаме во уредникот за 20%. Епизодата број 2 се случуваше неколку години подоцна во Осијек, играше Силекс. Тоа беше так помалку реномиран клуб, што туку формиран. И има добар состав, добри фудбалери, се пробија до некое осмене финале, четвртфинале на тогашна Југославија. И ајде, пак ме праќаат мене во Осијек да известувам од овој натпревар за дневниот весник Нова Македонија. Тргнувам со автобус заедно со фудбалерите, стручниот штаб, одиме, патуваме, спиевме во Вуковар, славен град, знаете после како заврши, хотел Дунав, тоа е близко до Осијек. Утре да се игра тој натпревар, јас го правам извештајот. Силекс одигра добро, меѓутоа изгуби, ирелевантно. Седнуваме во автобус, се враќам, го диктирам целиот извештај на фиксен телефон, со синопсис, од памет, со некои кратинки, стрелци, голови, полувреме, жолти картони, судија кој бил, време облачно, не знам, терен, тренат, не тренат. Сето тоа беа компоненти кои задолжително мораше да ги има во извештајот, така не учеа. Значи немаше, не видов, не знам или нема време, а одеше на извештајот го дава диктирајќи на телефон. Од другата страна ме примаше една искусна дактилографка Кевсер, на популарна жена, прва дактилограф во Нова Македонија. Не се завршува сето тоа, се спакуваме, тргнува автобусот, се враќам, стигнувам утредента, лесен пат, доаѓам на трафиката некаде на граница меѓу центар и Кисела Вода, тогашни или сегашни, ирелевантно. Купот Нова Македонија спакуван со пластичните поштенски врвки, нели, залепен со восок. Скришам го кинам тоа, го сечам, оставам 10 денари за првиот фестивал на Нова Македонија, го отворам и си го читам извештајот од натпреварот кој вчера се играше во Осијек, некаде 500-600 км од Скопје. Ја известував по телефона, утрово го читав на трафика, во везникот беше навистина импресивно и возбудливо. За тоа известување добив 10%, оние ми ги вратија од Ливерпул Nottingham Forest награда за успешно завршена работа. Третата епизода од приправничкиот стаж, условно кажано, е поврзана со славниот Балкан стококомерц или тајфунот од чај. Шаовите на државата полека пукаат, сето тоа се нишка, се клати, Социјалистичка федеративна република Југославија се распаѓа, Балкан стококомерц или Балкан биси, тајфунот од чај фуриозно ги скокнува ранг од ранг, од втора македонска лига во прва македонска лига, во трета сојузна лига на Југославија и потоа влезе во втората сојузна лига на Југославија. Последната година кога беше државата беше распадната. Меѓутоа се игра еден важен натпревар во Призрен, каде Балкан гостува и го брка првото место во таа трета лига Исток. Силен состав на Балкан, силна управа, Благој Ѓоргиевски, Баже Балкан, неговиот брат покојниот Ванчо Ѓоргиевски, председател Сурла, Цено Александровски, Димовски, Мијалчо Михајлов, Хајдари, Дженан Хајдари, Салихи, двајца враќа, страшен тим на Балкан. Цено Александровски. Балкан ја го добива натпреварот во Призрен 0:1, извореден гол на Цено Александровски, публика 0, борбени коли мал милион околу стадионот,
Сето тоа беше доста така неубаво, малку морничево, дури и страшно. Завршува на преворот, се спакуваме во автобус, се враќаме за Скопје, јас ми велам морам извештај да дам. Но преворот се играше во сабота, а Нова Македонија тогаш во сабота работеше како дежурна екипа и ги дава извештаите од третата лига исто во неделата наутро. Значи апсолутно сабота беше работен ден за оние црнци или клетници, така се викавме тие што кои ќе беа на списокот во петокот истакнати и кои работеа во саботата. Застанувам во една трафика, еден златар во Призрен. Целиот автобус комплетно со управата ме чекаат. Му викам на господинот, бе молам, може ли само да поврам во Скопје и тие да ми поврат на фиксен телефон, за да може целата оваа работа некако да се заврши. Човекот ми удоволи, ме побара од Нова Македонија. Целиот автобус чекаше, го издитирав извештајот од натпреварот Лирија, Балканското комец 0 спрем 1, Еврогол на Цена Александрски и заедно од прилика 45 минути на полувреме влегов во автобусот со управата и играчите, со сите оние од експедицијата на Балканското комерци, полека од Призрен преку Качаник, таму немаше ни граници тогаш како беше, се вратиме на чај во Скопје. Утредната извештајот беше топ и нови 10% награда премија за овој извештај даден од лице место. Ете, тоа е новинарството крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години, кое во многу се разликува од сегашното и од оние години подоцнежни кога работев за неделниот спортски магазин Скок и кога ги нижев моите 9 мондијали светски првенства во кои сум бил присуствувал и известувал, 10 финали на Лига шампиони и сите овие средби кои сум ги имал со познати личности од типот на Стоичков, Вуједин Бошков, Вујке, Фабио Капело, Хорхе Валдано, кралот на фудбалот Едсон Нарантес до Насименто Пеле кој почина крајот на 2022 година. Една импресивна средба со Сет Боби Чалтон во Бирмингем кога ми даде интервју за неделниот спортски магазин Скок. Сето ова ќе биде тема на нашите идни емисии, секоја ова средба, секоја ова фотографија, се тоа што стои во мојата лична архива и во архивата на Скок ќе биде подетално обработено и сложено во секоја приказна. Нели овие приказни новинарски, овие патувања низ неделниот спортски магазин Скок и полоц на дневниот спортски вестник Скок, сум ги правил веќе повисоко во хиерархијата. Бев забележен како еден од најмладите, а некои доајени како Борис Ѓорчев, па и Веројуп Андоновски, велеа дека досега Нова Македонија не е запамтила некој да стане уредник на 28-29 години. Јас бев назначен за уредник на неделниот спортски магазин Скок, за уредник на фудбалската рубрика. И од 28 август 1991 година почна таа помалку по друг вид кариера, поимпресивна кариера со повеќе патувања, со повеќе средби со славни личности и со повисоко хиерархијата. Имав па некогаш и луда среќа, како например на враќање од Њујорк до Софија со Jumbo Jet директен лет, да добијам ексклузивен интервју од Христо Стоичков, тогашен прв стрелец на мондијалот во Америка. Среќни околности. Тука се европските првенства, присуството на стариот Вембли на двете бели кули од Европското првенство 1996 година, кога останува една импресивна средба со Енцо Беарцот, славниот селектор на италијанската фудбалска репрезентација од 1982 година, кога Италија стана светски првак на мондијалот во Шпанија. Една прекрасна фотографија, незаборена средба со една славна личност која има многу значајно место во историјата на светскиот фудбал. Сето тоа продолжи и течеше години наназад. Бев унапреден во заменик, главен одговорен уредник на неделниот спортски магазин Скок, полоци на дневниот спортски вестник Скок, кога работевме како луди од рано наутро до доста навечер.
пласирајќи и трчајќи по сите овие настани. И имав таа среќа, да кажам, со овие прескартички, со овие новинарски легитимации да го буквално да го обиколам светот од Токио преку Јоханесбург и ајде и последното патување во Доха во Катар, па да не речам Лондон, Париз, Милано, Рим, тоа се градови каде што Брисел су модели повеќе пати и почисто и секако се поблиску до далечниот Њујорк и Сао Пауло или Рио де Жанеиро во Јужна Америка, каде присуствувам на светското фудбалско првенство Бразил 2014. Тоа е фудбалот, фудбалот е живот, сокерот е живот, другото се детали, така е мојата филозофија, така успеав да стигнем од новинар приправник од градската спортска рубрика до, условно кажано, коментатор на неделниот спортски магазин Скок. Тоа ми беше последното решение за моето работно место пред, да кажам, стечајот на НИП Нова Македонија и незината ликвидација. Тоа е фудбалот е живот, фудбалот е магија. Одиме со петата димензија во спортот во продукција на Скок, во наша, да кажам, лична продукција. Ке се трудиме да бидеме интересни за читателите, ке има изворни приказни од овие 35 години новинарски стаж, реков, така да завршам, почнати на 1 март 1988 година, со 1 март 2023 година, кога е нашата прва емисија од петата димензија во спортот во наша собствена продукција. Тоа се 35 години, еден убав јубилеј, убав за вовед. Овде сме, останете со нас, не има на Facebook, на интернет, не има на мојот YouTube канал, можете да ги гледате емисиите таму, ќе ги продуцираме. Претплатете се, ако сте заинтересирани, тоа нема ништо да ве чини, освен задоволство да го гледате она што ќе се обидам да ви го раскажам и кој сум го доживеал, низ средбите со многуте славни личности за време на мојата 35 годишна новинарска кариера, секако искаена и со други нешта за кои ќе чуете дел од неа. Прва емисија на пета димензија во спортот во продукција на Скок. Довидување, до скоро.